Милиарда денари чекаат на распределба за реконструкција на училишните згради во државата. Кои од нив ќе добијат пари зависи од многу фактори, но и од градоначалниците и директорите, изјави денес министерката за образование Мила Царовска. Сите оние кои што имаат поднесено барање до Министерството за образование како проекти од страна на општината и училиштата се на ранглиста. Ранглистата е објавена на Министерството за образование и наука на веб страната. Сега е вториот циклус на селекција. Сите оние кои што ги исполнуваат условите ќе влезат тековно во буџетско финансирање од страна на Министерството за образование и наука. Во источниот регион, особено во помалите општини, голем број училишни згради со години се во физичка агонија. Дали нивните одговорни поднесоа елаборати за нивна санација? Во минатиот период се заврши реконструкцијата успешно на училишната зграда во село Крупиште, која што беше опожарена. Во моментот имаме аплицирано во минатиот месец за реконструкција, доградба и проширување на училишна зграда во село Радање. Станува збор за инвестиција од 7 милиони и 600 илјади денари. Очекуваме во наредниот период да и оваа зграда биде ставена во функција. Сепак не сите директори и градоначалници се загрижени во какви училишта се одвива образовниот процес. Искуството е лошо, па од тука Царовска нагласува. Начено е да имаме проактивни градоначалници, проактивни директори да припремаат проекти и да побаруваат финансиски средства на веќе подготвена документација. Во контекст на подобрување на условите за работа и учење, Царовска денес беше во посета на Кочанско Оризари, каде на тамошното училиште се реконструира кровната конструкција.